Почитуван подпредседател, почитувани представници на владата, почитувани колешки и колеги, почитувана министерка Шапаска, ја користам оваа прилика уште еднаш да го споделам мислењето и задоволството на пензионерите и другите маргинализирани општествени групи за вашата хиперактивност и резултатите кои ги имате во подобрувањето на правниот и социјалниот статус на оваа општествена група. Моето дополнително прашање имаше 3 подпрашања, за кои раководството на партијата на пензионери е во постојан контакт со Сдруженијата на пензионери и заеднички имаме согледано некои проблеми. Поради јавноста, ќе ги повторам дел од нив. Прво, изградбата на нови капацитети за сместување на лица од трето животно доба, бидејќи некои се почнати, но стопирани, како што е случајот во Штип. Некои неколку години се најавуваат, а се уште не се почнати, како што е регионалниот дом за стари лица во Кочини. И поентата ми беше на третото подпрашање, а тоа е иницијативата на пензионерите од Источна Македонија да им се отстапи домот за пионери, односно детското одмаралиште во Берово, за да можат да го претворат во рекреативен центар. За таа иницијатива стојат сите пензионери од Источна Македонија и се подготвени со заеднички средства да вложат, да го преадаптираат и да го користат. Во одговорот од вас, односно од Министерството за труд и социјална политика, се гледа дека со внимание сте го разгледале предлогот на Сдруженијата и на партијата на пензионери и дека во моментот се прават анализи за можноста за утврдување на потребата и начинот на ставање во функција на ова одмаралиште. Меѓутоа, сигурен сум со овој одговор дека Сдруженијата нема да бидат задоволни. Иако вие доста направивте, например, во Берово, околу домот на пензионери, меѓутоа, ја користам оваа прилика, присуството на премиерот, присуството на останатите министри, дека ова е сериозен предлог и дека сериозно треба да се прифати, затоа што се работи за еден мултифункционален објект кој го користеле порано децата, а такви има објекти во Македонија кои за жал пропаѓаат. И мислам дека кон ова прашање треба посериозно да пристапиме и да ги преадаптираме или да ги ставиме во функција. Задоволен сум од одговорот господјо министерке и немам дополнителни прашања. Благодарам. Благодарам, пратеникот е задоволен одговор.